Може слободно да се каже дека ВМРО ДПМН вчера доживеа дебакл на локалните избори, каде оди партијата со ова раководство на чело со Никола Груевски. Па јас подолго време апелирам до совесното членство на ВМРО ДПМН дека партијата на чело со Груевски оди во една насока од која што нема враќање, што значи дека оди во една длабока провалија од која што никој подоцна, односно ќе треба многу години за да ние ја вратиме партијата на вистинските позиции, онака како што доликува на една современа, демократска, конзервативна и нели партија која што ја негува демохристијанската идеологија. Значи, во секој случај, она што го направи партиското раководство, јасно ги потврди сите мои констатации дека тоа апсолутно не ја интересирала ниту државата до сега, не ја интересирала најмалку партијата, туку обратно партијата служила само за лични и теснопартиски интереси, за полнење на сопствениот личен джеб и за добивање статус во државата. Ја ужива ли Груевски истата доверба како порано кај граѓаните, после овие два последователни порази, прво на парламентарните, сега и на локалните избори? Груевски одамна не ја ужива довербата на граѓаните на Република Македонија со тоа што тој се обидуваше до оној момент додека можеше максимално да манипулира со еден дел од зависното членство, меѓутоа и со еден дел од јавноста. Меѓутоа, после овој убедлив пораз, после начинот на кој што тој ја изгуби власта, граѓаните на Република Македонија се свесни. Значи, резултатот на овој дебакл кој што го доживеа Груевски, не велам ВМРО ДПМН од причина што најголемиот виновник е тој и целокупното она раководство кое што постушно го поддржуваше цело време, односно кој што секој на свој начин имаа свој интерес. Значи, прво се должи на фактот на тоа што немаше јасна, конзистентна стратегија и луташе од тема на тема, се со цел да го подобри оној негативен имидж, да го подобри она светло кое што тој, вистинско светло кое што го покажа веднаш по парламентарните избори, каде што сите му беа криви, а само тој беше единствениот чист човек на планетата. Втора причина за овој дебакл е фактот дека најголем дел од граѓаните на Република Македонија, излегувајќи на избори, кандидатите на ВМРО ДПМН ги поистоветуваа со Груевски, со начинот на неговото владење. Нив ги смета како дел од едно злосторничко здружение или поддржувачи на едно злосторничко здружение, кој што видовме на кој начин и како владеело. И третата причина е фактот што не можете вие да правите и да манипулирате повторно со граѓаните на Република Македонија, да велите ќе правим и влегуваме во нова ера, а да влегувате со искомпромитирани кадри кои што се обвинети по разни основи за разни сторени кривични дела, кадри кои што не мислеле добро на државата, на членството на граѓаните на Република Македонија, туку исклучиво мислеле за сопствените лични интереси. И оттаму, значи, сите овие три причини се основата за кои што граѓаните на Република Македонија во последен момент се одлучија да не го дадат гласот за ова партиска врхушка, за ова криминализирано раководство и едноставно се одлучија да некои да не гласат, а некои да го дадат глас за спротивната политичка партија. Дали доколку Груевски не се повлече од функцијата председател на ВМРО ДПМН, на партијата и се заканува распад? Груевски не мислел на партијата никогаш, ниту ќе мисли во иднина, единствено е во прашање неговата собствена кожа, така да јас не очекувам дека тој ќе собере храброст да поднесе оставка. Јас лично, меѓутоа и Фродем како Сдружение на граѓани побарува оставка веќе 3 години наназад, тој апсолутно не е размислува на сето тоа, што ни е потврда дека единствени приоритетен му е личното обстојување и фактот дека во иднина партијата треба уште да му користи како параван. Меѓутоа, ние ќе собереме сили на разни начини, ќе ги употребиме сите демократски средства да се обидеме, да го натераме да замине, иако мислам дека тој ќе игра на една друга карта, можеби евентуално поднесувајќи оставка да направи одреден дриблинг, би рекол така, со еден популарен
речник изречено, да направи дриблинг, да постави свој човек, каде што и понатаму би ја држал партијата во заложниство. Меѓутоа, како ќе мине времето, членството ќе се повеќе освестува, ќе ја увиди нашата исправна политика и чинам дека на крај ќе можеме да превземеме партијата, велам па повторно по еден демократски пат, со демократски средства, за да вратиме на вистинските позиции, односно да ја реформираме и конечно ВМРО ДПМН да не биде срам. Членството на ВМРО ДПМН да не се срами од своето раководство, туку ќе поставиме луѓе кои се честни, кои што се докажани патриоти, луѓе кои што се докажани во текот на својот живот во сите области, на сите полиња и едноставно луѓе кои што ќе ја поведат не само партијата, туку и Република Македонија напред. Груевски вчера некаде после 23 часот излезе со изјава дека не ги признава изборните резултати, односно дека сме имале нефер, недемократски избори. Според вас, каков изборен ден имавме вчера? Прво, апсолутно, јас лично го очекував тоа од него да го каже, од причина што тој, ако ги следевте внимателно сите негови изјави и изјавите на оние негови поддржувачи од извршниот комитет на партијата, јасно укажува дека ќе играат на таа карта. Во деновите кои што ни престојат, претпоставам дека тие ќе се обидат повторно да измислуваат разни сценарија што било правено, како правено, поучени, односно имајќи искуство како тоа тие го правеле. Значи, граѓаните на Република Македонија нека бидат сигурни дека сето она што ќе го каже Груевски сега како оправдување за губењето на избори, нека бидат сигурни дека тоа е тоа што тој го правил сиве овие години, односно тоа е начинот на кој што ги добива изборите. И бугарски воз, и фалсификување, и уценување на администрација, и рекетирање, и подкупување. Сето тоа било средства и начин на обстојување и накупување на гласовите за сиве овие години. Тој никогаш немал реална поддршка меѓу граѓаните на Република Македонија, од причина што најголемиот дел или критичниот број на гласови секогаш ги добил на ваков начин. Меѓутоа тоа е веќе минато, тоа мора да се заборави, мора да се понесе, што е најбитно, одговорност. Не само политичка одговорност, туку и кривична одговорност за сето сторено зло према граѓаните на Република Македонија.